Во нашата општина се работи на локацијата на раскрсницата помеѓу булеварот Гоце Делчев и улица Младинска, односно се реновира кружниот тек на оваа раскрсница, еден дел од програмите кои што општина Струмица ги има зацртано во својот буџет во програмата за реконструкција и обнова на оштетените улици. Во тој контекст знаете дека неколку улици беа реновирани во последно време. Тоа е улицата Максим Горки, улицата Атанас Караман, улицата Орце Николов, дел од улицата Дебарска. Еве овој кружен тек и во наредната недела предстојува асфалтирање на еден сегмент на улицата на влезот во населеното место Сачево. Тие се улици кои што беа предвидени во програмите, буџетски програми, а правени согласно согледувањата на нашите сограѓани, односно како резултат на јавните собири кои што минатата година ги организиравме со цел да ги лоцираме приоритетните потреби и улици на нашите сограѓани. И еве, предстои сега период за припрема на буџетската година за наредната година 2021 година и воедно ја користам оваа можност да апелирам до нашите сограѓани, бидејќи се специфични услови оваа година. Овие јавни собири оваа година планираме да ги направиме, но во една подруга форма, односно ќе ги собираме предлозите преку местните заедници и председателите на местните заедници, така ќе ги сублимираме и ќе ги вклопуваме во буџетот за наредната година. Постои и можност да на некој друг начин со онлайн конекции да можеме да ги оствариме овие собири, бидејќи сметаме дека се многу важни и представуваат една одлика на вистинските потреби на нашите сограѓани. Денеска е недела, одбравме да биде недела, бидејќи фреквенцијата на сообраќајот е значително намалена, како не би предизвикале поголеми дистурбации, би кажал, во нормалниот сообраќај. И јас им се заблагодарувам и на нашите сограѓани на трпеливоста која имаат за оваа интервенција и мислам дека до крајот на денот ќе биде се комплетно завршено, така да големи пореметувања во, би кажал, во сообраќајните текови нема да има.